Поскапуваат цените на автобуските карти за 20%. Превозот на патниците во државава има катаклизмични проблеми и моравме да се одлучиме на тој непопуларен чекор, велат превозниците кои оваа дејност ја обавуваат со децении. Скокот на цената на горивото не принуди да ги коригираме цените и на меѓуградскиот и на меѓународниот сообраќај, додаваат тие. Пред неколку дена имавме на козметичка мерка за нас превозниците, бидејќи намалувањето на цената беше 1,5 денар беше намалување на акцизата, а 8 денари беше намалување на ДДВ-то. А ние ДДВ-то секако го враќаме како правни лица. Така да ние имаме само реални намалувања од само 1,5 денар. А иначе последните 5-6 дена цената на светските берзи е во драстичен пат. Денеска е веќе околу $100 и под $100 барел, а ние веќе немаме никаква корекција на цената и тоа е многу неозбилно. Досега цената секогаш се одредуваше според светските берзи и односот на доларот спрема еврото. Прв пат дојдовме во ситуација да не се спомнуваат берзанските цени, туку вчера надлежните само кусо да искоментираа дека нема простор за корекција на цената, иако за околу 25% истата е во 6-дневен огромен пат на светските берзи, вели Василевски. Свесен сум дека ќе има намален интерес за патување, но возењето по старите цени беше потполно неисплатливо. Граѓаните велат дека патувањето станува луксус и дека ќе ги врати автостоперите на патиштата. Поради енормно покачените цени, значи навистина треба предпазливо да бидеме сега и со патувањата, така да не се слагам со тоа што се покачија цените, но во евентуални случаи кога мора да се патува, значи мора да се патува. Сигурно и нашата држава веќе треба да внимава и на тоа повеќе. На сите фирми треба да му помогне, не само на транспортни. Овие што основно средство му е нафтата, бензинот, на нив треба да му поможе најмногу. Василевски после 75 години работа за прв пат ги укинува линиите кон Западна Европа, а го редуцира и линискиот превоз дома. После 65 години Галеб не се обраќа кон Светинаум. Ние можеме и до небо да ги кренеме цените, но ќе нема кој да се вози. Затоа се одлучивме да ги укинеме линиите. Друг излез нема. Многу компании се во исклучително лоша состојба, а има долгорочни договори за превоз на војската со цени кои се неадекватни и се во секојдневни загуби. Неизвестно е колку ќе може да издржат. Апелираме државата да го свати проблемот сериозно, вели Василевски.